Изминатите 2 дена направивме средби со земјоделците од југоисточниот регион. Југоисточниот регион, поточно општините Радовиш, Конче, Ново село, Василево, Босилово и Струмица. Моментално состојбата на земјоделците и нивните маки не стивнуваат, проблемите им се зголемуваат, а пари имаат се помалку и од ништо не можат да се пофалат. Состојбата во земјоделството при откупот на нивните земјоделски производи е многу тешка и не само сега во овој период од годината, туку низ целата ова 2015 година. Моментално имаат проблем со откупот на грозјето и на пиперката. Ниските откупни цени кои што ги диктираат откупувачите, кои имаат доминантна улога во земјоделството при пласман на земјоделските производи или при откуп, се заштитени голем број од нив од државата. Така што тие ја злоупотребуваат маката на земјоделецот и му ги откупуваат земјоделските производи по цена пониска од нивната производна, така што земјоделецот е дури и во загуба. Заради тоа можем да кажем дека оваа влада не ги решава проблемите на земјоделците, туку таа постојано само ги создава, секој ден создава нови проблеми. Ние во средбите со земјоделците, овие средби со земјоделците беа од голема корист заради тоа што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија може врз основа на она што тие го лоцираат како проблем да изнајде решенија и да ги решава нивните проблеми понатаму и да крои правилни земјоделски политики, бидејќи оваа влада очигледно или нема волја или нема капацитет тоа да го направи. Заради овие настанати проблеми во овој период од годината, кај земјоделците, Социјалдемократскиот сојуз можем да кажем дека има одредени мерки во делот на откупот на земјоделските производи, а тоа е дека кога ќе дојдеме на власт, ќе имаме организиран откуп, ќе спроведеме и ќе наоѓаме пласман на нови пазари на земјоделските производи. Тоа ќе биде она што можеме да им го ветиме на земјоделците, бидејќи цената на пиперката од 22-25 денари сега на 17 денари, а тие очекуваат да биде и пониска, или цената на грозјето во тиквешијата, па и овдека исто така, се цени кои што земјоделците и земјоделството ги ставаат во загуба и затоа земјоделскиот сектор во Македонија пропаѓа.